Здраво дечки, јас сум Крипто Стеф и добредовте во ова видео каде што ќе објаснуваме како до успешен мајндсет и како да ги постигнеме целите во животот. Значи, овде на таблава пишав некои работи што ми значат на мене и што се раководам за да имам успешен ден и нормално да се реализирам и да цело време да мислам на тоа што навистина мене ми значи во животот. Затоа, седете и уживајте во наредните 5 до 10 минути, земете си кафе и да почнеме. Првото нешто, што е позитивен мајндсет? Како успешен мајндсет? Позитивен мајндсет е секогаш да имате оптимистичко размислување и исход на резултатите што сакате да ги постигнете. Даде тоа, не знам, да имате побаво тело, да имате подобри финанси, да ја фатите некоја девојка или не знам што. За сето тоа треба да имате позитивен мајндсет. Како ќе постигнете тоа се зависи до вас и никој не може да ви каже дека вие не можете да постигнете нешто. Успешните луѓе од моето искуство, значи секогаш кога ќе видат пречка, да речеме идат по една права линија, има тука пречка и сега тој што има лош мајндсет, првото нешто вика, ја не можем тука, тоа е вака, тоа е онака. Позитивните луѓе секад викаат, значи имам пречка, како може да ја преминам таа пречка? Значи почнуваат со како, а не размислуваат дека не може да го направат тоа. Значи имаат многу добра интелигенција успешните луѓе и едноставно знаат како да ги постават правите прашања. Кога се работи за трейнингот, без разлика што и да е каква професија, значи првото нешто е дека треба да знаете како да контролирате и емоциите и со тоа загуба. Значи во мојот живот многу имам загубено и добиено и кога се работи за тргувањето ме научи како да добијам контрола на моите емоции. Емоциите се една од како да речам, тоа што не прави човек и тоа што не донесува да бидеме храбри и да кога е во најтешките моменти да се прашаме што значи, кој сум ја, што ми значи целиот овој живот. Емоциите не водат, може да не направат да изгубиме се, но може да направат и да добиеме се и се што. Контрола на емоциите е најдобриот начин за да имате позитивен мајндсет. Значи мајндсетот на луѓето што се позитивни е секогаш кога ќе загубат нешто, окей, сум загубил, сум научил лекција и ќе продолжам, отворам нова страна. Нема да се трпам и да размислувам што како било, затоа што тоа е минато и ќе се фокусирам на тоа што јас може да се подобрам и од тука натаму тоа е што јас можам да кажам за успешен и позитивен мајндсет. Значи секад кога ќе добијат пречка и кога ќе имат некаква загуба, едноставно отварат нова страна и размислуваат на успехот, не размислуваат на ништо друго. Дури, значи, се обсесивни со тоа да успеат. Не се секе баталат, значи, ако беше теретаната отварање од 2014 кога беше 1 април, ја до моментот додека не направив позитивен приход, значи тоа некаде беше 8 месеци, ја цело време мислев само на тоа. Не мислев ни на девојка, не мислев ни на ништо, иако ми беше убаво. Тој период ја мислев како да станам успешен. Со тек на време, кога ќе разбереш што си ти, едноставно се губиш и не знаеш каде идеш. Затоа треба некад да се вратиш назад, да погледнеш што, да направиш рецензија и од таа рецензија да научиш да добиеш некаква лекција. И нормално да имаш позитивен исход и да станеш посилен. Секогаш кога имаш загуба, значи без разлика дали е финансова, емотивна или не знам, или да речеме сте се скарали со некој одреден близок,
тогаш едноставно вие треба да се посветите на себе и да станете посилна верзија од самите себе, не да плачете и да тагувате за тоа што не сте силни, што не можете, нешто што не може да контролирате, не треба да се замарате. Од таа перспектива, кога се работи за тренингот, следното нешто што треба да имате е дека треба да имате принцип дека се што е попросто е многу подобро него од комплексни работи. Комплексните работи, да речеме, ќе додадеш ценовни линии, па ќе додадеш волјум, па ќе додадеш уште трети индикатор, па на индикаторот уште еден индикатор. И колку повеќе комплицираш животот, толку повеќе стануваш по непрофитабилен трейдер. Профитабилните трейдери немаат многу размислување во тргувањето. Немаат ни ценовни линии, ни ништо. Се што гледате на неделно ниво каде е трендот и после тоа дефинираат што ќе прават, каква ќе биде нивната стратегија. Исто така важи и во се во животот. Луѓето што се комплексни, што мислат дека со покомплексен систем ќе направат нешто, уствари само додаваат на систем што веќе е докажан и што не му треба нешто повеќе од тоа што го има. Од таа перспектива, значи идеме на следното нешто, а тоа е за финансова едукација. Значи финансова и емотивна едукација се е тоа што не го учат во школа, а тоа е нешто многу побитно него да знаете теорија за релативизам и теорија за квантна физика или за нуклеарна физика. Мајндсетот на успешните луѓе е дека тие знаат како да менаџираат со луѓе и нормално како да менаџираат со пари. Двете клучни работи во животот за било што да правите. Значи, ако знаете како да ги контролирате тие и да имате финансова едукација и нормално да ги контролирате луѓето и емоциите, секогаш може да успеете. Немате начин како да не можете да успеете. Освен ако не сте храбар и цело време идете на тоа дека сте песимист и дека животот е тежок и не знам што. Значи, надворешните фактори не треба да ве занимаваат за вашиот успех, се што треба да се занимавате со тоа што вие можете да се подобрите. Како да имате подобри пријатели, како да имате подобар партнер, како да имате повеќе финансии. Значи, некој кога ми рече парите не се битни, ми да идам и да му речам ајде иди без пари да работиш, не се битни. Тоа, значи, сметките не се плаќаат во воздух и мора некој да плати за тоа. Од таа перспектива треба да се расчистите со вашите од перспектива на финансова едукација, треба да расчистите што сте. Прво, дали сте капиталиста, комуниста, социјалиста и т.н. Јас сум либертаријанец и мислам дека луѓето, особено кој тоа е капиталист, луѓето не треба да се занимаваат со глупости како бедните луѓе се лоши, дека им е лош животот и т.н. Напротив, бедните луѓе се во таква ситуација заради нивниот мајндсет. Значи, има луѓе што од нула успеале да направат нешто, се што требало е да знаат како да го постигнат тоа. Значи, го добиле тој мајндсет и цело време кога имало пречка, наоѓале како да ја преминат таа пречка. Никад не рекле не можам. Значи, зборот не можам не постои во мојот систем. Постои како ќе го направам тоа. Значи, од таа перспектива, финансовата едукација можете да се посветите, книга што ви ја препорачувам, е од Роберт Киосаки, Богат татко, сиромав татко, и од Наполеон Хил. Мислам дека беше една книга што Think Rich and Grow Rich, мислам дека беше од Наполеон Хил, и 7 Habits of Successful People. Значи, колку повеќе се едуцирате, толку станувате по рационални, по вашето размислување е почисто. Не се занимавате со глупости и како повеќе стареете, не трпите глупост. Значи, си го цените вашето време и колку повеќе се цените самите себе, луѓето го гледаат тоа. Значи, луѓето приметуваат луѓе што не се ценат и едноставно немаат што повеќе да разговараат со нив.
Од таа перспектива запознај се физички и емотивно. Значи, во мојот најголем успех сум го имал од 2013 до 2015-2016 година. Во тие години, тоа што можам да кажам, бев физички многу спремен, бев емотивно исполнет, затоа што имав се што може да посакам и едноставно од 2017 до крајот на 2019 јас не знам што сакам. Дали сакам теретана, дали сакам трейдинг, дали сакам не знам што. И како што помина време се запознав себе си. Значи се запознав дека јас сакам да бидам во некоја килажа која што ми е релативно добра за мене, каде што нема да ми представува здравствено и каде што можам да се посветам доволно да не ме кошта пари и време. Затоа што вие ако сте сега со поголема килажа, значи не можете да размислувате чисто, значи не дека тоа е мерило за успех, но тоа што јадете, тоа се гледа лично на вас. И тоа што јадете исто така емотивно реагира. Луѓето што јадат премногу шеќер масти едноставно се многу нервозни. Немаат стабилен шеќер, имаат вишок на кортизол, цел време се нервозни и тоа се приметува. Значи луѓето го приметуваат. Од таа перспектива, значи ако треба да се запознаеш себе си, треба да си ги пишеш твоите животни цели и твојата што сакаш да постигнеш од твојот живот. Значи, ако знаеш што сакаш да постигнеш, пример мојата цел во животот е да имам $1,000,000 и не дека толку сакам да имам толку пари, но тоа ми е некако преку трейдинг да го постигнам тоа, но тоа ми е некој начин како да станам што е возможно поблиску по финансиски индивидуален и да немам никаков терет ни од држава, ни од родители, Од таа перспектива, значи, кога ќе се запознаеш себе си, повеќе ќе се цениш. И ќе размислуваш со кои ти се твоите пријатели, кои ти се твоите познаници, со кого си во моментот, дали едноставно вреди да инвестираш повеќе труд и време. Затоа што времето е бесценато. Вие мислите дека, особено јако бев 20 години, не знаев дека времето е, како да речем, еден ресурс што е побитен од пари. Значи, времето е нешто што луѓето не сакаат да го прифатат дека имаат еден живот и дека ако сакаат да се посветат на самите себе, ќе имаат многу повеќе како да речем, посмирен и зен систем, каде што никој не може, како да речем, имате кула, имате куќа, имате кров, имате темел, и никој не може да го сруши тој темел. Значи, ако дозволите вие самите да го срушите темелот, луѓето веднаш ќе приметат. Значи, се сеќавам јас, кога дозволував сите мене да ме малтретираат, кога едноставно целиот свет ми се сруши со затварање на теретаната, затоа што теретаната ми беше некој начин каде што толку ја сакав таа работа, што едноставно се ми беше тоа, се ми беше животот. Значи, животот ми беше вежбање и теретана. Ништо друго не ме интересираше. Значи, може да звучи себично, но ако не се сакаш самиот себе, никој друг нема да се сака, да те сака тебе. Од таа перспектива, треба да знаеш колку вредиш, твојата цел во животот и нормално да тука ќе имаш, како да речем, ќе имаш позитивно размислување за себе. Шестата точка што треба да имате е да се окружите со истомисленици. Значи, вие, како да речем, не можете да садите
пиперки со некои или краставици со некои што воопшто не се краставици и пиперки. Затоа секогаш кога ќе земате совет од некого, да речеме, земете од совет што има некаков кредибилитет. Значи не може некој да рече да 5G е штетна, воопшто не знае што се радиобранови и неионизирачко зрачење, па уште користат и Wi-Fi, па мислат дека се нешто паметни. Од таа перспектива, значи, секогаш обкружите се со што е возможно истомисленици, луѓе што размислуваат нешто слично како вас, луѓе што сакаат да видат најдобрата верзија од себе. Да, тешко е тоа да се најде, но генерално кога ќе го најдете, треба да го негувате. Од било тоа дали е партнер, дали е пријател или родител, значи секад треба да знаете како тоа да се негува. Значи, од моја перспектива, од тоа што знам, немам многу пријатели, но тие што ги имам едноставно многу им значам повеќе него од другите луѓе. И идеме на последното нешто што треба да пазите, а тоа е секогаш имај план за влез и излез. Значи, луѓето што немаат план, шетаат како авион без GPS. Значи, планот ви е без разлика дали е тоа, да речем, тргување, дали е бизнис, што ќе се деси, да речеме, во X непозната, како што е сега коронавирусот. Што ќе се деси е тоа што мора да бидеш иновативен и да продолжиш и да најдеш систем каде што ќе функционира, затоа што ти без кешфлоу не можеш да функционираш во било кој бизнес. Затоа, секогаш кога тргуваш, има и план и каде ќе излезеш и каде ќе влезеш. Ако немаш таков план, многу е лесно да се изгубиш и едноставно да мислиш дека ќе направиш нешто, а ништо нема да направиш. И тоа беше се што сакав да кажам во видеото. Се надевам дека ви се допадна и ќе се оставите лайк и субскрайб на каналот. Поздрав до сите и се гледаме до наредниот пат. Чао!